На масовниот собир во Истанбул во саботата, турскиот председател Реджеп Таип Ердоган ја засили својата поддршка за Хамас, повторно изјавувајќи дека Хамас не е терористичка организација, туку ослободително движење. Турскиот лидер продолжи да предупредува и дека Турција може да дојде ноќе во Газа, при што толпата скандираше да испрати турска војска. Како одговор на изјавите на Ердоган, Израел ги отповика своите дипломати од Турција, што ги уназади новообновените дипломатски односи на земјите. Мислам дека ваквите изјави во основа символизираат дека зближувањето е завршено. Мислам дека тоа е сосема јасно. Овој процес на нормализација што започна во 2022 година, сега е завршен. Минатиот месец во Њу Јорк, Ердоган првпат се сретна со израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху. По нападот на Хамас врз Израел, Ердоган првично ја ублажи својата реторика додека се обидуваше да игра посредничка улога. Но бидејќи Анкара се чини дека дипломатски стои настрана, Ердоган ја засили својата јавна поддршка за Хамас. Тој одлучи дека тоа не прави никаква разлика за неговата регионална улога. Тој може да игра домашната игра, наместо залуден обид да биде посредник во овој конфликт. Со оглед на тоа што опозицијските партии во Турција протестираат ширум земјата против нападот на Израел во Газа, ескалацијата на реториката на Ердоган исто така се смета како обид да избегне да биде политички надграден и да ја задржи својата верска база на негова страна. Но во гест кон неговите западни сојузници, турскиот лидер минатата недела испрати до парламентот предлог закон за ратификација на членството на Шведска во НАТО, што Турција го одложуваше. Некои експерти тврдат дека Ердоган се обидува да балансира. Таму тој игра за јавност, локалното гласачко тело и муслиманското население. И тој му дава нешто на Западот со членството на Шведска во НАТО. Но мислам дека тоа не би функционирало на тој начин, бидејќи тој дава многу силни изјави кон САД и Израел. Ова оди многу подалеку. Се залага за Хамас. Откако израелските сили ја зајакнаа офанзивата во Газа, експертите велат дека Израел е одмерен во својот одговор на Ердоган, при што приоритет е да не се прошири конфликтот. Израел нема потреба да ја надополнува сегашната тензична ситуација со соседите, како и тензиите со Турција. Мислам дека израелската влада ќе направи се за да не влезе во директна конфронтација со Турција. Многу внимателно ќе ја слуша реториката и ќе види што прави Турција. Како што конфликтот ескалира, западните сојузници на Турција во голема мера ја игнорира реториката на Ердоган, но некои експерти предупредуваат дека неговите зборови за поддршка на Хамас веројатно нема да бидат заборавени.